Од 1 јули годинава граѓаните ќе бидат инспектори кои ќе помагаат на управата за јавни приходи во борбата против даночната евазија, преку мотивацијата да ги бараат фискалните сметки за производите што ги купиле, а што ќе им бидат неопходни за да им се врати 15% од данокот на додадена вредност преку новата услуга Мој ДДВ. За тоа ќе треба да имаат најмалку 15 години, важечка лична карта или пасош и да бидат регистрирани или да се регистрираат во електронскиот систем на УЈП, да имаат своја активна трансакциска сметка и да ја симнат апликацијата Мој ДДВ на нивниот мобилен телефон од веб страницата на УЈП. Повратот на ДДВ ќе се прави преку скенирање на баркодовите на фискалните сметки најдоцна во рок од 10 дена од издавањето на сметката. Ќе важи само за граѓаните и за фискални сметки до 30.000 денари, но не и за фактури и сметки од сметкопотврди. Нема да важи за сторнирани фискални сметки и ќе препознава дали сметката е исправна или не, односно фиктивна компјутерска. На ранливите категории и постарите лица кои не се во можност да го направат тоа, ќе им помогнат мобилните екипи и мобилните даночни шалтери на УЈП и 80 волонтери. Ќе има на располагање и баркод читачи, мобилни телефони во сите организацијски единици на УЈП преку кои ќе се врши читањето и киоск апарати. А на еден мобилен телефон ќе биде остварена можност да има повеќе профили. За парите кои ќе се добијат како поврат на ДДВ, граѓаните нема да плаќаат персонален данок. Првата исплата ќе биде во декември 2019 година, директно на сметките на граѓаните, а потоа на секои 3 месеци, односно во февруари, мај, август и ноември. Од оваа услуга на граѓаните ќе им бидат вратени најмногу 50 милиони евра годишно, а лимитот за едно лице ќе изнесува 1800 денари квартално или најмногу 28.800 денари годишно за едно 4-члено семејство. Министерот за финансии Драган Тевдовски посочи дека данокот е она што граѓаните го вложуваат во државата и тој се враќа преку јавното образование, здравството, инфраструктурата, градинките, парковите, центрите за социјална заштита. Сега за прв пат од вашиот платен ДДВ 15% ќе ви биде вратен на сметката како заштеда. Мерката има две главни цели. Прво, поврат на 15% од платениот ДДВ кон граѓаните, како што е ветено, и втората цел е намалување на сивата економија. Граѓаните ќе бидат инспектори и ќе ни помогнат за намалување на неформалната економија со барање на фискалните сметки. А за прв пат на 15% од платениот ДДВ ќе биде вратен на сметки на граѓаните. Ние го завршивме законскиот дел и направивме механизми со кои што ќе се врши повратот. Повратот на овој начин се врши само за граѓаните, а не и за предпријатијата. Важи само за ДДВ содржани во фискални сметки, не и за ДДВ од фактури и сметки со сметкопотврда. Може да се користи само за фискални сметки до износ од 30.000 денари. И нема да важи, се разбира, за сторнирани фискални сметки. Директорката на УЈП Сања Лукаревска рече дека управата е целосно подготвена за стартот на новата мерка и додаде дека во изминатиот период тим од УЈП заедно со Министерството за финансии интензивно и посветено работеше на креирање модерен, брз, ефикасен и едноставен начин преку кој граѓаните ќе можат да го искористат своето право за поврат на ДДВ. Динамичниот начин на живење наложува ефикасно користење на времето, па од тука верувам дека целосната дигитализација кон што се стреми УЈП ќе им помогне на граѓаните да ги остварат своите права поврзани со надлежностите на УЈП од областа на даноците на брз и едноставен начин. Од 1 јули фискалните сметки веќе нема да представуваат парче хартија кое што ќе ги подсетува граѓаните само на парите кои што ги потрошиле, туку и на парите кои што ќе им се вратат. По стартот на проектот поврат на 15% ДДВ кај граѓаните, на секој граѓанин ќе му биде навистина важно дали фискалната сметка во нивните раце е валидна или пак за производот кој што го купиле, некој им издал незаконска фискална сметка и со тоа им гоускратил правото да остварат враќање на ДДВ. Апликацијата дозволува скенирање само на валидни фискални сметки, додека незаконските компјутерски сметки не ги препознава.